помагаш деца страдале. О Боже, не. На вести слушам повторно во светот негде, но Водејќи на сето тоа заклучивме дека треба да имаме еден запис, едно дело во кое што ќе ги објасниме сите први чекори како започнало создавањето на овој училиште. Среќа имаме колеги кои што добро се сеќаваат на сето ова, имаме колеги кои што учествувале во самото создавање на училиштето, така да разговаравме со нив и почна колешката Сења Гаврилова и почна почетоците на создавањето и пишувањето на ова многу важно дело за нас. Ако успеш да влезеш во лабиринтот на детскиот свет, враќање нема. Остануваш со нив, до нив и покрај нив. Професионално, одговорно, посветено, со хумана поддршка за подобрување на квалитетот на образование, воспитание и рехабилитација на нашите учениците со попреченост. Ова е всушност и основниот мотив на сите колеги дефектолози, стручни соработници, психолог, дефектолог, логопеди, негуватели во трасирањето на патот кон зрелоста и професионалната определба за иднина на нашите ученици. Од почетокот на нивното влегување во прво одделение во училиштето до завршување на основното образование во 9-то одделение. Децата се невини, да учиме од нив за вербата и надежда. Собранието на тогашниот град Титовелес одлучува да училиштето се изгради како да се изгради во дел од постоечкото училиште Благо Кирков во тоа време. Меѓутоа, сите средства за градење на училиштето не се средства од градот, туку се средства кои што ги донираат, дел од нив се донирани од Министерството за образование, дел од средствата се од Сојузот, тогашниот Сојуз на дефектолози и дел од средствата се средства кои што самото училиште го зема како кредит и на основа на тоа се гради нашето училиште кој што еве 50 години постои како такво. Во моментот се зема само воздушниот простор кој што е слободен во училиштето Благо Кирков. На почетокот, по самиот старт ги опфаќаше нешколување учениците од градот, но набрзо ја прошири дејноста за оваа популација на ученици, така да во изминатите години и до ден денес ги опфаќа и учениците со попреченост од основните училишта на Ковардарскиот регион. Така да и денес се гордееме што во нашето училиште 50 генерации на ученици го завршија своето образование, меѓу кои и екстерните ученици од Ковардарски регион. Сакам да истакнам дека монографијата содржи 50 години успех на учениците со попреченост во многу полиња, како спортски активности, како образование, како воспитание. Дел од нив се опишани како се има вработена во голем број на заштитни работници, каде што морам да истакнам дека кадрот во училиштето се труди и после завршувањето на образованието на овие ученици да ги згрижи, односно да им најде вработување во заштитни работници, кои што во градот има многу.